Хајде организатор. Па така си организатор, јас сум адвокат ги бранам. Тојте што ги снимавте, што ги дадовте на... Ајде да ги викоре. Што ќе вам дигам, то ги кажам неке. Не испрете го тука. Јас ќе вам викам како вите. Што ме гледаш? Кога? Куда ти? Така те викам, ти од кој што ти вите, кој ме вика? Молим те, немој да го вреѓа. Нема потреба од тензија, полицијата тоа го сака. Нема да им дозволиме да ги употребат толките затоа што народот е против нив. Овој случај. Нема да дозволиме Македонија да стане тоталитарна држава. Значи, све легално, све дозволено, ќе дојдат адвокати, ќе дојдат суди, ќе дојдат луѓе што се од локалната власт во Скопје, која што веруваме дека е нели уште сила, веруваме дека не е уведена воена состојба во Скопје и тогаш сите заедно ќе го поставиме чатурот. Ајде подршка, свето се нанесена! Вие снимате, ма ништо не давате. Прво сакам да се обратам до организационот одбор на студентските протести и во име на присутните градоначалници од Кисела Вода, Чаир, Газиваба, Прилеп и Свети Николе. Да одадам и Душко Арстовски, додавајќи дека тие ги поддржале нивните барања со апел да прекина штрајкот со глад поради здравствени причини. Инаку штрајкувачите со глад изразија незадоволство поради неогласување на Црвениот крст на Република Македонија. Да побаравме кревети, некоја, барем некои кебиња да ни помогне како организација, знаеме помага на луѓе кои што ќе побарат помош во некои ситуации кои им е најпотребна може. Но ние се уште не имаме од нив никаква информација и затоа и заблагодаруваме. Не знаеме што друго да правиме од нив. А ќе покажат хуман гест давајќи дел од продуктите кои ги добиле во знак на поддршка на Домот за деца без родители. За утре покрај редовниот мирен протест пред вообичаените државни институции се спрема и нешто ново. Изненадување на тема оаза на мирот, оаза на тишината. Не сакаме повеќе да коментираме за тоа, затоа што останува изненадување. И исто така во 19 часот, во текот на утрешниот ден, повторно по трет пат протестна забава. Претеничката група на Либералната партија инсистира председателот на Собранието да закаже итна седница на македонскиот парламент, на која ќе се расправа околу студентско-средношколските Штрајкувачите со глас се чувствуваат добро, им благодарат на градоначалниците што денеска ги посетија за изразената поддршка и се надеваат дека истото ќе го стори и градоначалникот на Скопје Ристо Пенов. Благодарност на денешната попладневна пресконференција студентите изразија и до ректорот Кипријанова и председателот на Сенатот Климовски. По повод вчерашните настани, кога имаше близок контакт на полицијата и оние кои го поставуваа шаторот, организаторите на протестите рекоа: А што се однесува до тоа како тие се однесува, ние ќе бараме прием кај господинот министер за внатрешни работи, што предстои да поразговараме на таа тема, затоа што сметаме дека нашите права се без студенти.
За сега ова од нашите репортери кои беа на местата на настаните. Протестиот марш на студентите и на средношколците пред владата, собранието и пред Министерството за образование денеска продолжи пред Уставниот суд. Повеќе илјадната поворка ја предводеа партиите од десниот блок. Дел од раководството на ВМРО ДПМН, градоначалниците на Газибаба и на Чаир, председателот на МАА конзервативна Страшо Ангелевски и председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. При тоа сообраќајот на булеварот Кочорацин беше целосно блокиран, а пред Уставниот суд на Република Македонија студентите и средношколците извикуваа пароли за чување на македонскиот устав. Штрекувачите со глад, чиј број денеска се зголеми на 25, бидејќи им се придружија и 6 мајки бесправно вселени, денеска не беа посетени од градоначалникот на Скопје Ристо Пенов, зашто како што дознавме